7 години ветува нов и современ објект, за на крајот да го претворат во руина, пеплосена во пожар. Универзалната сала во Скопје стана жртва на односот на претходната власт, зашто веќе има конкретна реакција на надлежните. Кривична пријава за поранешната министерка за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска за злоупотреба на службена положба во случајот со преземање на ингеренциите од град Скопје за реконструкција на универзалната сала. Иако согласно одредбите на Законот за јавни набавки била должна да спроведе нова постапка за јавна набавка за избор на најповолен изведувач на работите за довршување на реконструкцијата на објектот, во име на Министерството за култура како наводен нарачател со правно лице од Скопје како изведувач, склучила договор за преземање и отстапување на права и обврски од договор за јавна набавка на работи во вредност од 115 милиони денари. МВР ја товари Стојчевска дека спротивно на законот продолжила да работи според договор кој претходно бил потпишан помеѓу град Скопје и фирма изведувач, иако тој истекол на 4 август минатата година. Наместо да спроведе нов тендер, Стојчевска, врз основа на неважечки договор, исплатила околу 27 милиони денари или 440.000 евра кон компанијата. Согласно тој договор, Министерството за култура ги презело истите права, обврски и вредноста на проектот од претходно истечениот договор и започната е процедура за реконструкција на универзална. Реконструкцијата на објектот е започна екс-градоначалникот Петре Шилегов во 2021 година, а неговата наследничка Даниела Арсовска го стопираше целиот проект со објаснување дека е небезбеден. Инаку, владеачката ВМРО ДПМН ја обвини Костадиновска-Стојчевска за уште една злоупотреба на службена положба. И според владеачката партија, таа со службена картичка од Министерството за култура купувала мечиња, куфери, ракавици, мајци од брендирани производители.